Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте. Јади Бурек, Сител 3 телевизија. Кога сум на оваа позиција, тоа значи дека имаме гостин во студио. Конечно, тет а тет со Цветин Чилиманов, дописникот од МИА од Вашингтон. Цветин, добро вечер, добро дојде, конечно живо у студио, нема камери, нема скайп. Губење врски на скајпот. Добро вечер, фала за поканата. Добро истуркавме, искрено да ти кажам, и мене ми се допаѓа. Да. Ја искористивме технологијата на најдобар можен начин. Дефинитивно. И тоа во многу актуелни моменти, точно уфрлање, онака и анализи, и разговори кои не само на гледачите и мене лично ми беа од голема корист. Морам ти кажам дека едно големо благодарам не само од мене, туку и од гледачите, затоа што знаеш, кога ќе се јавиш на вести, она концизно даваш само кратка содржина што се случило, редот на летање, возниот ред колку било 8:30. Овдека имаше простор и малку да се искажеш ти. Морам да признам дека навистина твоите размислувања и анализи беа доста интересни и мислам дека како новинар поседуваш еден силен талент за аналитика и тоа многу со една јасна и прецизна мисла, што е за пофалба. Тоа е тој проблем што живееме во интересни времиња и кои што тешки се за следење, дури веројатно и за луѓе кои што многу повеќе подлабоко се понавлезени во овие прашања, така да се менуваат сојузи, се менуваат работи кои што сме ги сметале за фиксни и договорени долго време во светот, така да навистина таква не било времето во кое што треба да живееме и за жалкиме. Каков ти општеот впечаток? Вака помина доста време во Америка, но не како печалбар, туку како новинар, што значи работите мораш да ги перцепираш од многу пошироко и од многу тесен аспект. Чисто не знам, еден твој впечаток за земјата. Па не, дефинитивно од една гледна точка добро е што за нас веќе интересот е намален, дека веќе не сме во сферата на внимание што во која што бевме во 90-тите години. Јас знам дека голем број новинари, аналитичари, коментатори тука во Македонија се израснати свесни дека ние сме центарот на светот за САД, до некаде и за Брисел, дека можат да имаат пристап до високи функционери во САД и луѓе кои што носат значајни одлуки за регионот. Тоа време за среќа дефинитивно е поминато, за наша среќа. Причината што тоа време е поминато е што ние до некаде сме средени, стабилизирани. Ова веќе дури неодамно имаше една мала исправка му направив еден од нашите министри за привлекување странски инвестиции. На Твитер напиша Македонија идното жариште во светот. Заборави да потенцира дека сака да каже инвестицијско жариште. Кога ќе кажеш хотспот, жариште, хотспот. Не ни помислил човекот дека ние тука Македонија асоцираме со нешто друго, ја асоцираме, кога ќе кажеш жариште, асоцираме дека е кризно жариште. Значи, еве ова кажува колку далеко сме напреднати, кога веќе воопшто не ни го вклучуваш мозокот во таа насока да помислиш дека има некоја криза, дека нешто се случува во регионов, туку веќе се работи за инвестиции, за привлекување пари, за развој, како да се искористи потенцијалот што ги имаме. Така да дефинитивно проблемите се отидени на исток, се уште се блиско, од повеќе страни сме соочени со длабоки кризи кои што се можеби многу поголеми од таа југословенската, од што се случуваше и по бруталноста и по масовноста на бегалците и по потенцијалот да предизвика катастрофа. Така да за нас интересот е намален, значи за македонски новинар моментално во Вашингтон нема некоја големи, да речеме, побарување, некоја голема потреба да се следи американската политика, додека да речеме за жал колегите од Украина или од другите земји имаа навистина неверојатно тешки мигови што ги поминуваат таму со секојдневни најавувања за војни, и навистина многу е променлива политиката. Не знаеш, една договорена работа денеска дали ќе важи до задутре.
Мислам, повеќе пати разговаравме за ова. Ова е доста интересно што го кажа. Сакав друго да те прашам, ама се нагласи нешто. Кога збориш денес важи една политика, утре друга, сакаш да кажеш дека Америка беше символ и статус за една конзистентна политика и светска и спрема секоја земја, ако не се лажам, дека под републиканците ние имавме и човек во администрацијата задолжен исклучиво за Македонија, додека сега е тоа само за цел еден регион, што на некој начин го потврдува и ти тоа што го кажуваш. Не сме во центарот на вниманието, фала Богу, нели? CNN не снима. Да, CNN не гледаме сцени од Македонија од CNN освен од реклами, што е добро. Но од друга страна колку тоа па помага во решавањето на проблемите. Ако си веќе у некој пакет, не ти зависи ништо од тебе, колку и да си добар, туку зависи од некои услови, а во меѓувреме доста работи се турбулентни. И второ, дали погрешно те разбирам, дали сметаш дека Америка почна веќе она неконзистентна политика да ја води во меѓународна политика, поточно ставовите доста често и доста брзо да ги менува? Дали добро те разбрав? Дефинитивно да, бидејќи во моментов председателот Обама дојде на власт водејќи кампања против дотогашната политика на председателот Буш, дека треба да се притиска на секаде во светот, дека треба да се менуваат тоталитарни режими, да се носи, да се шири демократија, да се проширува НАТО со колку десетина земји беа примени во НАТО во времето на председателот Буш, ниту една не е влезена во НАТО во времето на Обама. Десетина земји влегува во Европската унија, Хрватска единствено е влезена во времето на председателот Обама, мислам Бугарија и Романија дека влегува во ЕУ во времето на Буш, се уште во мандатот на Буш. Така да дефинитивно најави едно повлекување, тоа председателот Обама три всушност политики прогласи како слогани негови. Едната беше ќе се занимаваме со градење на државата дома, Nation Building at Home, значи политиката дека ние ќе одиме во Ирак и ќе изградиме држава таму. Сега ќе се фокусираме дома, ќе се обидеме домашната држава да ја изградиме. Потоа еден негов... Добро, демократите и генерално ја имале секогаш таа политика повеќе да тераат домашната политика одошто надворешната и си имаше тој впечаток дека републиканците се тие кои прават проблеми по светот. Па не мора да значи, Виетнам е почнат во демократско време. Инвазијата на Куба е почната од Кенеди. Втора светска војна целата е во време на демократски преседатели. Идејата дека САД има задача да шири демократија низ светот е повеќе републиканска во моментов, исклучива републиканска, додека кај со употреба на воена сила, додека кај демократите повеќе идејата дека тоа доколку се прави не би требало да се прави, но доколку се прави ќе биде преку НВО организации, преку фондови, но за прв пат Америка има преседател кој што настапува како антиколонијалист, кој што ја осудува, да речеме, западната улога, еве пред САД и британската улога во Африка, во Азија. Значи, него не можете да слушнете добар збор за колонијалното наследство на големите сили во светот. Додека да речеме... Да, ма во нивната реторика сега слушаме, например, Кина, која влегува во Африка, пред се економски. Так. Они прават широки дебати, широка кампања, нели што мисли и како размислува владата, доволно е да пуштите CNN. Так. Што CNN нема автентично мислење, CNN пренесува мислење на она што администрацијата го сака да го каже. Од една страна, они се како уплашени од една страна Африка, пошто им ја земаат предност, а до сега нивната навика беше со паркирање носач на авиони, да покажа цела, па да те внесе во Сојуз, јас ти гарантирам безбедност. Иако има логика некоја Цветен во тоа, затоа што беа победници во Втората светска војна. Они навистина носеа, Америка и навистина беше символ за демократија, која умре, мислам дека со хипи движењето, веќето... Победници во студената војна тие не донесоа демократија, го победија комунизмот, така да. Имаш преседател кој што денеска шири слогани кои што се буквално социјалистички. Значи, тука е
Една неверојатна дискрепанца од Од она што најмногу се боре и се противеа со децени, сега таа реторика ја има. Да, државен интервенционизам во здравство, во образование, во економија, помош, нели, социјална помош на невработените. Добро, имаше ли некоја дебата некој да каже, ало, па нели се боревме ние против овој социјализам, зошто сега го спроведуваме ова? Нели во сите тие дебати кои беа за Обама Кер и така натаму, не искачаше некој ова да го каже и како они го оправдуваат се во ова? Има, например, често пати знаат од десницата да извадат познати се тие видео, кратки говори на Роналд Реган од времето на комунизмот, кога кажува вицеви за тоа како функционира советскиот систем. Нели, знаеш некога Government is not the solution to our problem. Така. Government is the problem. Така, и кога вика човекот кога се јавува по телефон да закаже мајстор, не знам, да му дојде да му поправи нешто по дома, нели, во Советскиот сојуз, и му викаат, па добре, еве имаме термин сега за 2,5 години може да дојде мајстор, а вика сабајле или вечер, па Саш, има врска дали сабајле или вечер водоводжијата ќе дојде. Па човекот за парното ми дојде сабајле, па ако може. Тие за дисфункционалноста на социјалистичкиот модел, тоа е длабоко вкоренето во еден дел од американската политика, но очигледно овој другиот дел е на власт и без срам, без пардон, например, Обама продуцираше еден спот во кој што го прикажува животот на едно девојче од раѓање до смрт, како државата нејзе помогне со државно образование, со државно здравство, со помош доколку има вонбрачно дете според овој спот, со обезбедување, нели, кредити за Што тука да го ставиш, да го замениш Брежнев, да ставиш СССР, ќе функционира сосема нормално. Суштината на идејата е таа, дека државата треба да се грижи за тебе и без никаков пардон го промовира. Од друга страна велат овој му одговара, нели, човек ќе се праша, па чекај, нели е ова закана за капитализмот? Зошто капиталистите не се бунат? Тука па големите компании, нив многу им одговара ова. Зошто? Затоа што ќе си ги задржат позициите во тој социјализам и нема да дозволат малите компании, која е суштината и поентата на една слободна Америка, нели, предприемаштвото, креативноста, сам да започнеш да почнеш некој бизнис, дали пилјара, дали бензинска пумпа, дали шивачница, дали ќе произведеш чизми, каубој хет, нешто, било што, whatever. Сега тоа се губи и останува на 10-20 големи корпорации кои сето тоа го држат и нив фантастично. Мислам, тука е одговорот зошто Обама ја има таа поддршка токму од капиталистите. Дефинитивно. На капиталистите им одговара социјалистичкото уредување затоа што социјалистичкото уредување ќе им ја елиминира конкуренцијата. Така. Треба да разграничиме поим капитализам. Извадил сега еден мобилен, па сега ти ќе дозволиш некое дете од фиока да извади нов и да се пласира на пазарот, а ја вработувам милијадници. У суштина е така треба. Без оглед ти што вработуваш илјадници, тие ќе изгубат работа, ама ќе дојдат овдека. Креативна деструкција. Треба да разграничиме капитализам и слободен пазар. Голема илузија е дека газдите на големите компании се поборници на слободниот пазар. Како сакаш наречи го, обично... Да, они сакаат да доминираат. Да, сакаат, обично се вели корпоратизам. Ние тука во Македонија имаме искуство со, бидејќи имавме државни монополи, па тие, директорите станаа големи газди, знаеме дека тие не се пријатели на слободниот пазар, не сакаат да имаат конкуренција во пиво, во зејтин, во Токму така. Бензин кој ќе продава, значи текме колку ни требаше кај нас да влезе друга нафтена компанија. Кај нас од едно пиво не можеше други пивари поради едно пиво не може да кренат глава во оваа земја. А во помали земји со помал пазар имате 10 различни видови на пиво. Мислам, ние сега тоа поентата. Поентата е дека некој се пробива и ја добива шансата. Овдека им се гуши таа шанса. И сега, тој дисбаланс, а републиканците обично повеќе го чувствуваат тоа, тој дисбаланс создава отпор секогаш. Тој отпор кулминираше во американското општество со Tea Party, чајанката. Тоа е во суштина едно тврдо крило од републиканците кое буквално најдиректно е first line of defense токму за овие промени. Каква е ситуацијата?
Сега се враќаат, тие се, ти кажам право, барем јас што ги запознав полого време, имав шанса да разговарам со нив, да присустваме на некои нивни собери, че нема пофини луѓе, по-културни, по-добар народ на светот од нив. Да. Вообичаено да се каже тврдо крило, радикален, мислам, тоа се луѓе обично од средниот бизнис, кои што нешто успеале, стекнале некои пари. Живо ги чувствуваат сите тие зголемување на даноци, на бирократија. Во моментов имаат значително враќање, не успеа како вид на политичко тактизирање, освен една поголема изборна победа сега во подготовките за изборите во ноември да извојуваат, но се најдоа сериозно удар на даночните служби, се најдоа удар на репресивниот механизам на државата. Конкретно ги нападнаа за тоа даночните служби колку данок плаќаат, им ги пробивале списоците на членовите, па потоа ги влечале, да речеме, малку поголемите донатори во медиуми, ги напаѓаа лично, буквално затоа што биле опозицијски активни, до испраќање постојани инспекции на нивните погончиња компании каде што имала нешто бизнес почнато, така да во моментов има сериозни сослушувања во Конгресот, во кој што е назначена директорка на даночната служба на нивното УЈП, и ги отвораат интернет пораките, утврдуваат дека била дел од договор да се сузбие практично опозицијата, да се запре финансирањето на опозицијската партија, така да тоа е еден од поголемите скандали и им дава сила на... Тоа у моментов што се случува? Тоа се случува во моментов, да. Она мораше да сведочи дека Луис Лернер се вика, мораше да сведочи дека да се откаже од сведочење пред Конгресот за да не биде доведена ситуација кривично да одговара. Мораше да лаже дека ги изгубиле интернет пораките, дека и се расипал хард дискот, па погрешки и го ставиле и го рециклирали, го уништили. Фантастични се, види, демократите се фантастични кои ќе застанат и кои ќе бидат cut in the act. Така. Како тоа да го објаснат, како, например, кога го праша Клинтон, дали имавте секс? Да. Почне, секс. Што е тоа секс? Да. Што се тоа диносауруси? Да, нацртени. Како настанал универзумот? Тоа беше брилјантно, нели? Дискусијата дали наредниот носач на авиони да се вика Бил Клинтон, па веднаш па немајте сега, незгодна е малце која ќе се лансира. Ако има некој фалусоиден облик, може... има ракети од сите страни. Има ракетите, може да видат. Кога збориме за фокус на Америка за овој регион, од една страна олеснува кога не си во фокусот политички зборам. Не си во фокусот политички. Америка покажува интерес кон оваа земја и тој не е од вчера. Да. Тој е од почетокот на 20 век, од Лигата на народите. Многу пати Америка, кај нас сега се јавува една силна симпатија спрема Русија, очекувајќи дека може би ни била некаков сојузник или испомош, бидејќи доста се разочара голем дел од македонскиот народ со нивните постапки за време на кризата, за време на територијалната поделба и така натаму, и се чувствува дека повеќе се пријатели со еден етникум одошто на штета на другиот. Американците ништо не направија да го разбијат тој мит или тој впечаток. И тој останува. Призна името под со една задршка за референдумот. За референдумот од кој имаме тешки последици. Се уште имаме проблеми во државата, нели? Ако веќе беше нивно за референдумот, па што не помогна сите тие тензии да исчезнат? Зошто се уште држат? А знаеме дека вака може да исчезнат ако сака. Така. Тоа се легитимни прашања. Да, дефинитивно. Зошто тоа се случува? Од друга страна, значи бледе еден, како да кажеме, за интересот дури и по земји посебно, нели, сега им се важни Украина, Иран, Северна Кореја, Сирија, тоа им се жариштата, Либија им се распаѓа пред очи, што им е жива катастрофа. И тука е доста интересно во цела работа, но би сакал да прашам за Македонија.
Градење на онаков логистички центар кој се нарекува Американска амбасада не е мала работа. Значи, мъкнеа не оптики, мъкнеа оптика со фи колку што немаме ние за канализација. Значи, таа ќе треба нешто да служи. Дали тоа ќе биде во наредниве години, кои ќе бидат големите маневри со кои на Европа треба да и се покаже каде и што да не забегува многу и слично. Како поддршка воена и тие војници нели ќе се стационираат у Европа, у Шпанија, па тоа ќе биде економски поттик. Сега преку воена сила они да прават економски поттик. Од друга страна, нели, тој е интерес за земјата, но дали тоа треба да не окуражи по твоја некое размислување, сакам опширно да ми го раскажеш ово во наредниве десетина минути, или тоа не важи, тоа едноставно важи за територијата. А кој ќе биде на територијата? Дали тоа ќе бидат македонци, северно-македонци, марсовци и така натаму е помалку битна работа. Една работа што тие секогаш ќе кажете дека нели задачата нивната цел на нивната политика кон Македонија е наше интегрирање во НАТО и во Европската унија. И повторно имаме таа дискрепанца во која што една страна белата куќа е максимално повлечена, резервирана, политиката на Обама е насочена кон дома, не сака да се ангажира во надворешни прашања. Вториот слоган од тие што реков, трите што ги извади е ние водиме од позади, leading from behind, значи други не кидат напред. За Либија конкретно войскова, Франција, Британија нека бомбардираат ако сакаат, нека прават, ние ќе им даваме логистика, но ние идеме од позади. Од друга страна, поименувањето на Викторија Нуланд за заменик на Џон Кери, на државниот секретар, преку ноќ се почувствува дека има нов динамизам, нова енергија, дека нивото на ургентност во политиката кон Европа е на многу повисоко ниво, дека таа амбициозен човек сака големи работи да направи. Се погоди тоа во времето кога беа протестите во Босна, така да нели барем во мојата глава тоа се поврзани како со јавно искажана поддршка за Босна, што беше многу несериозна и неодговорна политика. Видовме дека тоа беше еден локален олигарх медиумски политичар кој што повика на протести, присобра тоа што можеш да собереш од улица крајни левичари, нели, немиени, небањани, што би рекол Лацо Кавранов, и организираа некакви протести. Но, нели, малку несериозно беше таква нека група да добива директна поддршка од Вашингтон. Во истиот момент се деси и Украина. Веќе беше време да се потпише договорот за дали Украина ќе се присоедини кон источното партнерство или кон Русија. И јас мислам дека целата таа енергија и ентузијазам со кој што влегува таа политика тука се скрши и се целото внимание го впи Украина. Од наша гледна точка мислам дека може имав шанса по време на Лоренс Батлер да го видам нека помал лобист сега во Вашингтон се обидува таков бизнис да тера. Ако го споредиме да речеме уште има бркови? Да. Улогата на амбасадорот американски во негово време и да речеме денес, мислам дека може да се види дека драстично е улогата сведена на една многу по-намалена, по-разумна, по-респектабилна улога, не се оди секој ден по мислење и по барање и по став во амбасадата. Мислам дека и македонските политичари повеќето ги има уште научија дека тоа не е начин, дека не можат јавно, отворено да идат да бараат инструкции и менеджирање на проблеми од страна на дворешни земји. Не се ни проблемите од тој калибар да не може да се решат домашно. Така да мислам дека и американскиот, поготово па и европскиот амбасадор, улогата на амбасадорите, на дипломатите во Македонија сведена на едно разумно ниво за нормална европска држава со некој ниво на проблеми, излегување од транзицирање од тоталитаризам кон демократија, но не е нешто што би требало конфликт да се менеджира или да се разрешува или да се држи државата залепена заедно. Така да мислам дека
еден доста напреднат, доста поздрав, доста поразумен однос во кој што се поставени односите меѓу двете страни. Моја голема забелешка за американската политика во моментов е во оној дел кој што го инвестираат во промовирање на идеи, на политики, во Македонија, едноставно работат само со еден дел од македонското општество, само со една од неколкута политички опции, тоа е левата. Тука мислам дека нема никаква... Образложи го малци и зошто? Па не, се работи за проекти кои што се за развој на демократија, кои што во последно време добиваат на видливост поради луѓето преку кои што ги имаме порано, но нели преку луѓето кои што ги реализираат, кои што се во директен дел од политичкиот конфликт во Македонија. И сега нормално, кога ти помагаш, кога ти учествуваш на едната страна во релативно поларизирана атмосфера, сега е лето, нели одмори се, но политиката беше поларизирана до пред некои месеци и ќе биде секако од септември до октомври повторно ќе биде. Кога ти си активен учесник во една таква политичка сцена и тоа исклучиво, нели, видливо те гледа дека пиеш кафе и помагаш и разговараш само со една страна и преносно, нели, се подразбира дека таа страна добива впечаток дека има твојата поддршка, таа страна се разбира прави се што може да стави до знаење дека има твојата поддршка. Нели, тоа едноставно не е улога на Америка. Америка е инспирација како за левите, така и за десните, колку што, нели, левичарите може да најдат, поготово сега политичари, интелектуалци кои што би сакал. Но добре, тие се на власт сега. Предпоставам дека после избориве во ноември, кога се очекува, нели, десницата да го земе целиот конгрес, после 2016, кога, нели, можеби, точно да видиме, можеби десницата ќе дојде на власт во САД, веројатно нема да ми пречи ни на мене до толку лично. Не, во моментов зошто таа политика кон Македонија таква каква што е? Зошто исклучиво со левицата? Па не, нивните луѓе се на власт там. И тие ги даваат проектите. Тие ги даваат пари. Да, ама зошто не соработка со другата страна? Само затоа што идеолошки им се поблиски као... Па да, јас не гледам нека друга причина. Мислам дека едноставно, нели, тие се луѓето со кои што можеш да разговараш. Имаат, значително се намалени нели, проектите, политиките на САД кон Македонија во... Нели, имаше ситуации кога американските амбасадори буквално директно пишуваа закони, договараа коалиции, нели, такви работи. Тоа го нема сега, но да речеме тие неколку политики пак на кои што се активни. Тешко име да го објасните сами. Хилари Клинтон ја праша што ти е тебе политиката како државен секретар, се мачи, крши прсти, се поти, се пренемага, зборува права на жени и девојчиња, па ќе кажат нели, ЛГБТ правата, хомосексуалните права сватени како човекови права, како основа за демократија. Пак нешто зборуваат за економски стејткрафт, кој викаат. Повторно се обидуваат да го сведат на нели помагање на човековите права на жените и девојчињата, дека тоа ќе довело до економски раст. Се мачат самите да објаснат, нели, во времето на Буш беше јасно. Огромен дел од светот нема демократија, тоа е неиздржливо, да можевте да седите таму мирни кај што сте, нема проблем, ама не можете, не нападнавте, идеме, кршиме глави, шириме сфера на влијание, бази, војска, без пардон, нашиот устав, нашиот систем е најдобар, ќе ви го спроведеме, сакате, некете, тоа никој не ве прашува. Во моментов, нели, има политика на уважување на разлики, првиот говор кон, нели, исламскиот свет на Обама беше да се извини. Отиде во Каиро да се извини за се што направиле во се што Буш направил. Настапуваат политика дека, не знам, Америка безмалку колонијална сила која што прави зло низ светот. Така да имаат проблем да кажат дека треба да ги слушаме. Тргнуваат од некои крајно леви политики кои што можеби функционираат во Њујорк, делови од Чикаго и Калифорнија, кои што се, нели, не се репрезентни на голем дел од Америка, дури и таму некои политики кои што ги спроведуваат се крајно радикални. Наши деца тука, да се живи и здрави, се обидуваат да ги копираат, да ги примерат во Македонија, поминуваат на избори како што поминуваат катастрофално лошо.
Цветен, со поконкретни примери ќе продолжиме истиот разговор. Зошто? Значи, нека ти остане. Зошто тие политики што ги водат? Зошто ЛГБТ, зошто правата на жените? Ја разбирам таа демократија, но што со која цел, кон што се иде? И со конкретни примери зошто Њујорк ќе профункционира. Па секако ќе дојдеме и до Хилари Клинтон, ќе дојдеме и до проблемот со Либија. Но одиме сега со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио, почитувани гледачи. Повторно во живо од студиото на Сител 3, Јади Бурек, гостин е Цветин Челиманов. Цветин, разговараме значи за американската политика, нели, се префрламе, скокаме од теми на теми, и меѓународна, и спрема Македонија, но и нивната, за да фатиме корелација, да сватиме што во суштина се случува таму. Имено, Америка е во тешки економски проблеми. Тоа е факт неоспорен кој сама Америка е. Незиниот долг е огромен. Едва и се спастрија тие огромни тешки милиарди, даваа помош за помош на да се спаси на стопанството, системот да не им се распадне. Испадна и тоа голема утка затоа што корпорациите највише нели ќарија, а народот она буквално кому најмногу му требаше помош, ти остана и натаму на улица, остана и натаму без домови им беа одземени и така натаму. И сега ме интересира во целата таа корелација, тоа не може да го избегнеш само едно, политика ние не сакаме или ово и она. Зошто се случува? Секако дека економијата е само еден од сегментите во целата приказна. Но зошто инсистирање токму на така? Зошто втора работа, кога у ова продавање на демократија, не пратија војници, но видовме што направија во Либија, што направија во Египет, што прават во Сирија, што направија во земјите во регионот, медитерански, нели, африканската пролет, која требаше, нели, да донесе демократија. Они уште веруваат дека донеле демократија, они уште веруваат дека ова е само еден процес, ова во Ирак што им се случува. Не, веќе никој не зборува дека арапската пролет ќе донесе демократија. Тоа еден период дури доаѓа и тука во пораничните, нели, источни комунистички држави, бара помош за, нели, Совет, како да кога се уште си имаше нека верба, нека надеж дека арапската пролет ќе иде на добра, дури да речеме од нас и од Бугарија и од Романија бара Совет инструктори да пратиме луѓе кои што ќе им кажат на тие земји како да излезат. Бидејќи тоа се социјалистички земји, тоа е главниот проблем и на Либија и на Ирак и на Сирија, тоа се социјалистички држави тоталитарни кои што се распаѓаат слично како Југославија што се распадна со истите тие патологии. Но не, веќе никој, да речеме, Обама се обидуваше чисто медиумски гледано да ја покрие Сирија, да не се зборува за тоа, да не се зборува дека на негова смена, додека нели она на стража 150.000 луѓе се смета дека умреа, не знам, 4-5 повеќе милиони луѓе се сметаат за протерани од границите на Сирија, гледаме... Збориме за злосторства против човештвото. Тоа не го гледаат они или го покриваат чисто медиумски. CNN, ако не го покаже, тоа не се ни случило. Бидејќи денеска не можеш, мислам, некако како Цветен, како да збориме во ракавици, мислам, не знам дали има потреба да не бомбардираат случајно од кале. Мислам, доволно е човек да ги пушти лайв лик, да пушти, па дури еден YouTube и дури и Facebook, такви радикални работи. Денеска излезе фотографија на радикален човек кој од Австралија дошол да се бори во Сирија на страна на бунтовниците кои се директно поддржани од Соединетите држави, не ги поддржувам јас, тие се поддржани од нив, нели, за да донесе демократија. Дете 9 годишно како држи одсечена глава. И тоа вришти, тоа го гледа си. Мислам, што треба ние со што сме заслепени, што не гледаме еве од вакви работи, не ја гледаме големата слика на добробитта што донесува. Или некој изгубен во времето и просторот. Од каде потекнува? Зашто таа филозофија? Едноставно,
медиумите го покрија, едноставно не известуваа за Сирија, требаше навистина нешто сериозно да се случи. Таму очекува војна. Треба да се надминат нели овие убиците таму во Сирија со хемискиот напад врз деца или што викаш со сечење глави, за да се пробијат до телевизиските канали во Америка. Мислам, навистина треба нешто од епски размери, грозоти да направат за да дојдат еве најново ова со верската секта, нели, со јазидската група кој што им рече на илјадници христијани или стане за нив ми збориш? Не, имена, уште една друга, уште една уште помала верска заедница, јазиди ги викаат во Северен Ирак, кои што буквално беа нападнати од оваа ИСИС, сунитската муслиманската група обколени на планина, успеа некако да се пробијат до медиумите во САД да протурат информација дека има околу 40.000 луѓе на планина без вегетација, без вода, дека умираат деца од жед, дека се обколени, ако се симнат, нели ги чекаат истите овие што сечат глави, што се закануваат и на христијаните, и на своите. И тоа всушност доведе до ова изминативе неколку дена што Обама сепак нареди напад на Ирак. Значи, долго време одбиваше, не сакаше да го каже тоа дека ќе го бомбардира Ирак. Во моментов го бомбардираат. Во многу мал обем, значи 2-3 авиони, по неколку напади на, нели, се уште се брои на 4-5 камиони, да речеме, уништени. Оти сака да остави впечатокот дека он се повлече од Ирак, така? Да, дефинитивно. Но еве се повлекува од Ирак и што оставија, сега ги гледаме, значи што оставија. Во Ирак не е донесена демократија, во Ирак нема стабилност. Еве, на страна демократија. Дали барем ја стабилизира ситуацијата? Не ја стабилизира. Републиканскиот став е дека они го оставија стабилен со војска во Ирак. И дека таа војска ќе беше фактор на стабилност во Ирак, но дека ќе правеше проблеми во Сирија, бидејќи целта беше да се сруши и диктаторот во Сирија, кој што го смета како сојузник на Иран. Така да целта беше да се напаѓа Сирија, да беше, да речеме, републиканска администрација, они секако ќе провоцира инциденти и проблеми и обид да се смени режимот во Сирија. И немаше ни да го кријат тоа. Но администрацијата на Обама прогласи дека проблемот не е радикализмот во Иран или во Сирија, нели комунистичкиот режим во Сирија, или дека не бил проблем комунистичкиот режим во Ирак, туку дека проблемот е американската интервенција и он ги повлече силите. Така да сега имаме дестабилизација од немање доволно, нели, не се знае кој е главниот тама, не се знае кој е шерифот. Дури да речеме една најнова, тоа е да речеме на геополитички начин гледано виц од руска страна, вчера мислам дека го кажа, па добро, ако ги бомбардирате ИСИС во Ирак, за да ја спасите владата на Ирак, тие ви се како пријатели, ама сега ИСИС, истите сунитски муслимани, се борат и во Сирија против диктаторот, социјалистичкиот диктатор на Сирија Асад, кој што е помогнат од Русија, и рускиот министер вика, пајде бомбардирајте ги во Сирија, помогнете му и на нашиот човек во Сирија. Така, истата група, истата, сега да речеме како УЧК да се бори во Косово и да речеме да ги помагаш, ама и да речеме да се бори во Македонија и да ги напаѓаш во Македонија. Значи, во таква една шизофрена ситуација се во која една вооружена група е... Нели им се случуваше тоа со талибанците кои ги помагаат толку време против Русија? Така. Па еве се им се сврдеа против нив, нели? Мора да интервенираат во Пакистан заради целава ситуација. Се обидувам да размислам идеологијата. Значи, за цебо ова стои ширење на демократија, така? Стоеше во времето на Буш. Што стои? Господ знае. Единствено што можам да слушнам од нив, Цветин, е правата на ЛГБТ заедницата и правата на жени, деца за учење. Жени и девојчиња. Види, ја мислам историска паралела, ако гледаме британската империја се намалува, се губи влијание, не можат да ги одржат конците, но да речеме се уште пружаат отпор кога ќе се деси некој навистина видлив пример на губење на влијание, како на пример што ќе беше Украина припојување кон исток, или како што ќе биде на пример Иран превзема контрола над Ирак. Па чисто од медиумски, од политички гледни точки да не разбере јавноста дома дека нели направиле утка толкава, дека тој пост американскиот пакс Американа, американскиот свет после Втората светска војна дека се губи, па еве чисто мораме да идеме таму.
за да покажеме дека се уште сме ние тие, дека не било на моја смена кога сме го изгубиле, да речеме, Британија го губи Суец и од тога се смета дека веќе не е империја, сега да не биде Суетската криза на моја смена, ако може да биде на тој после мене. Проблемот со, нели, за политиката каде што покажуваат некој интерес за ЛГБТ, тоа е чисто домашно внатрешно политичко прашање. Ако ги видиш кој Што е идејата? Многу е просто. Кој за кого гласа во Америка? Добро. Семејствата, луѓето што се во брак, маж и жена што се во брак, гласаат за републиканците. Нели, не сите нормално, ама е недобре да речеме 70% гласаат према 30. Сингловите гласаат за демократите. Пак некој 70-30. Карикирам, например. Добро. Целата поента е да најдеш, да се мобилизираш твојата база пред избори и да најдеш пример во кој што ќе кажеш дека другата партија, речеме републиканската партија, на некој начин тебе те навредува. Не е тоа игра за да се добијат гласовите на ЛГБТ, кои што се стварно многу мал процент. Хомосексуалците се 1-2% можеби од вкупното население. Извини, ама кога ќе ги видам нивните соопштенија, кога комуницира Белата куќа, кога комуницираат амбасадиве, кога ќе ги видам CNN, нели, гласоговорниците, они се мегафоните на американската администрација, имаш печаток дека најбројна популација на планетава, највлијателна е токму хомосексуалната заедница, која е најбројна, значи повеќе мој личен печаток е дека има повеќе хомосексуалци од што стрейтери, христијани и сите други. Од каде потекна таа идеја кај нив толку радикално и толку интензивно? Наспроти те прашав уште пред 45 минути, ама некако не го артикулиравме. Гласовите на сингл населението, на нема жените и не жените. На младите кои што не се во брак. Значи само заради останување на власт. Успеваш да го прикажеш противникот дека се премногу конзервативни луѓе, дека се, нели, да речеме, републиканците имаа кандидат со 5 деца кои што за председател, па не знам, другиот кандидат имаше па 7 деца. Знаеш, ќе најдат некој пример во кој што некој политичар од републиканската партија ќе каже дека, не знам, абортусот е грев, дека тоа не треба да се прави, дека имаше еден случај во кој што една радиоводител кажа за една девојка дека, нели, ороспија, дека ја нареча слат, нели, овакво. И од тоа се прави случај, идат на избори и баш бев во Вирџинија, каде што живеев на ден кога се бираше гувернер на Вирџинија. Се враќам дома, прашаме на комшика, филипинка, доселеничка, си тера бизнес таму, мажена без деца. Кого гласаше? Гласав за демократите. Зошто? Затоа што републиканците не ги сакаат жените. Значи, тоа е целата кампања. Дека они се премногу конзервативни, ќе ги вратат жените у кујна и да речеме ЛГБТ, нели, населението, тука е згоден момент да кажеш дека се навистина жртви, загрозени, што е точно, мислам, навистина има случаи и на напади и на убиства, боже мој, мислам. Но количеството на внимание, политичко внимание кое што е посветено на нив, поготово во надворешни политички рамки, е толку вон било која пропорција, ако земеме предвид дека цела Јужна Европа е банкротирана, дека Русија, Украина, не е смешно. Значи, токму тоа, Шпанија, Ирска, Италија, Грција, и они мува не ги лази, бегалци милиони. Имаат бегалци, а ваму еден случај на хомосексуалеци го имаш 90% од времето, например, не знам, удрен шамар, нели, како кај нас, како беше, нели, удрен шамар на еден... Отворила клуб во Чаршен, го кршат тока што и тоа беше... И се нашиве сакаат тоа да го, нели, реплицираат, и имаат два страшни проблеми. Едниот проблем е што еден дел под оваа политика, освен што, нели, треба противникот да го прикажеш дека мрази хомосексуалци, а ти велам, значи, нема по-фин народ од ти партии републиканци, мислам, на мува не би, на мравка не би изгазнал. Освен што треба да кажат да ги убедиш, нели, твоите гласачи дека ги мразат, кажи ги, хомосексуалците, мора да ги убедиш дека ги мразат и малцинствата. И црнците, и латино, и, нели. Дека се фашисти, пошто таа приказна ја гледав.
Добро, тебе не ти залепија, мене многу етикети ми лепеа. И мене па. Нели, штом си стрейт, штом си семејно ориентиран, штом имаш религијски чувства и ти си готов, значи оцрнет. И таа политика жестоко им иде. Од друга страна, земја која се залагаш за слободен пазар, за демократија, за капитализм, за нешто што е борба против тоталитаризмот, да промови ништо. Да. Пошто еве го градоначалникот на Њујорк. Еве да рече, Њујорк веќе не е град, тој е една цела држава. Он знае да каже дека има Де Блазио. Бил Де Блазио. Радикален комунист. Да, сандиниста, значи Никарагва, револуциите што Советскиот сојуз ги почнувал во. Еве од една страна ќе речам, види колкав е демократскиот капацитет на Њујорк, на Америка. У таа земја може ете и еден сандинист. Да. Пази го проблемот. Он има две партии. Кај нив да речеме во Њујорк малцинствата ќе гласаат за него. Добро. Иако е тоа многу одвратна и штетна политика на делење на луѓе кои што не требаше да се случува во време на Обама, кога сепак мнозинство белци изгласа афроамериканец за председател. Навистина е перверзно што он тоа го прави. Навистина е грозно и одвратно. Посебно што го прави на Америка. Сегрегацијата е сега уште поголема, но сега сегрегацијата од страна на... Ма каква сегрегација? Мислам, нема сегрегација. Јас... Не во таква смисла. Моје дете идеше со индијчиња, со африканчиња. Во смисла, во политичка смисла сегрегација, нели? Потикнување, на тоа што го викаш. Ние црнците, ние хиспано, ние обоените сме загрозени, гласајте за нас затоа што сме загрозени од белите. А белите се републиканци и они се лоши, они се фашисти, они се нацисти, а ние сме прогресивни. И сега како во таа приказна прогресивна може да биде еден социјализам, да биде комунизмот, да бидат не ми се идеологија поразена секаде кај што била пробана и во Њујорк те била поразена. И тоа благодарејќи на нив они ја поразија. Они не научија дека тоа е недемократско, дека е штетно за општеството. И сега ми ја продаваат. И сега најголемиот дел од парите тука што ги даваат на луѓе кои што во времето на комунизмот била и соработници на тајни служби, зацрнувале фамилии кои што се, да речеме, ако и тоа го стваруваат преку USAID и преку наследство на македонскиот тоталитарен можеш тоа да го изговориш? Апсолутно, дефинитивно. Тоа е Соросовата организација во Македонија, наследство на тоталитарниот социјалистички систем во Македонија, на единствениот оригинален македонски тоталитарен систем на полициската држава направена во времето на комунизмот во Македонија. И да се каже дека десницата во Македонија спроведува тоталитаризам и дека крши човекови права, навистина е неверојатен историски греф, мислам, нонсенс. Ние допрва, повеќе пати јам кажано дека председателот Иванов е првиот кандидат избран од ВМРО на една од трите главни функции: председател, премиер, председател на собрание, кој што ги има завршено својот мандат до крај. Ние имаме проблем со тоа десницата да заврши мандат на власт после 2014 година, после толку време. Еден нема завршено, освен Љупчо со влада на широко мнозинство, со војна, со пиштол на чело, да речеме. Никој друг нема, Груевски нема завршено пол мандат до крај. Зборуваме за наследен систем со медиуми, судство, полиција, и со огромни средства фрлање на годишно ниво. Цела елита е контролирана од страна на левицата. Така да во Македонија десницата е и реформска и единствената опција која што сака да промени нешто и да проба нешто ново и да проба нека нова идеја. И тоа го прави во услови на навистина страшен притисок од страна на поранишниот систем, кој што не дозволи ни на Клюсев, ни на Георгиевски да останат на власт до крај. Ба дури ги користејќи олигарси, медиуми. Така. Сега, значи, тоа мора да... За да останеш на власт во таков систем, потребно, тоа е, да речеме, борба да се остане на власт. Такво е полето, тоа е теренот на кој што играш. Слична ситуација има во Турција денеска. Значи, мене ми е навистина бизарно кога ќе кажат од левицата дека Македонија има модел Путино-Ердогановски, руско-турски модел на автократија. Тоа се два сосема различни модели. Од една страна ги имаш Путин кој што е, да речеме, наследник на КГБ. Значи, ако некој е дете на длабоката држава во Русија, на системот во кој што до последниот човек што бил во елита, во органи на одлучување, медиуми, судство, полиција,
бил контролиран од партија, тоа е Путин. Од друга страна, да речеме, ако кажеш дека во Македонија, нели, Путин, треба да го бараш во левицата, меѓу другото во Соросовиот систем. Од друга страна, Ердоган ти е дисидент, човекот бил апсен за прочитана писна, затоа што сметал дека не треба само една опција во таа држава да биде на власт. Дека треба после 70 години од реформите на Кемал Ататурк, дека е време да се види, да дојде до смена на политичката елита во земјата, дека може и другата половина од населението вреди и знае да спроведе реформи како што он спроведе и може да обезбеди економски раст. И он кога доаѓа на власт, значи он не измислува дека има проблем со монтирани случаи, со армијата дека сака да го сруши, он не измислува дека некој сака да го смени, бидејќи тоа се десило 5-6 пати во Турција. Да. Еве сега да не зборуваме за нас, индиректно да зборуваме за друга земја. Сега нормално, за да остане на власт, он е принуден да врши, нели, тоа е моделот во кој што функционираш, имаш олигарси, имаш медиуми, имаш државен апарат безбедносен кој што единствена функција негова е да те сруши тебе од власт, да спречи твое доаѓање на власт. Нормално дека ти тука нема фино културно и убаво решение како ти тоа ќе го спроведеш. Имаше една изјава на Џон Бајден кој века идеше на насловна страна, Дневник е многу добар, очигледно Дневник се ослободи од стегите да биде контролиран од еден центар, малку дише со пошироки шкрги за порано. Порано глумеше демократија, сега не се обидува уопште да демократија, па сепак на некој начин, еве, најтиражниот и највлијателниот вестник кој дава жестоко, како да кажам, без многу пардон, ја дава вистинската слика токму на таквите делувања ослободени од стегите, од центрите. И покрај толку пари, и толку фрлања, резултати не им се испорачуваат. Ти го кажа на самиот почеток, еве ја целата приказна на некако, нели, не го збори, не некако сензационалистички овој разговор, многу е на едно разумно ниво го водиш. Никого предавник не нарековме тоа нека. Дискурсот ти е окей, што може би мене не ми одговара, но од една страна, значи инсистирањето да се тера левица, а левица која по дефолт, нели, е наследник на тоталитарните комунистички режими и така натаму, и се што е нивно наследство е буквално заштитено преку нивните механизми, пред се бидејќи Сорос, тоа не се негови пари. Сорос си работи, Сорос си ги работи интересите на Соединетите Американски држави, на актуелната власт, на една струја кој се да спроведува. Да. И на толку фрлени пари, резултатите некако... Не, знаеш каде, ако може да продолжиме со бесплатна политичка лекција. Прво да речеме проблемот. Каде Бласиова функционира? Него ќе го изберат за градоначалник, бидејќи таму се две партии. Че таму малцинствата во САД ќе гласаат за демократите. Добро. Тука се 4 партии, имаш 2 македонски, 2 албански. Значи ние дефинитивно имаме обид да се прекопира или да се преслика американскиот начин на функционирање во Македонија. Ама проблемот е што да речеме ако ти правиш игра да речеме за гласовите на малцинствата или за албанците во Македонија, ма не ги добиваш, тие не гласаат за тебе, тие гласаат. Така. Да. Или еве да речеме председателските избори теоретски, нели на хартија може да изгледа лубава, во пракса се покажа дека колку што гласаа за Пендаровски, толку гласаа за Иванов, можеби и повеќе дури. Значи колку што доби едниот во албанските средини, толку доби другиот. Тоа значи дека и таа страна се еманципира. Почнува да размислува со своја глава. Дефинитивно. Но тоа не им доаѓа, не им испорачуваат резултати. Ама не идат албанските гласови на контото на СДСМ сега. Ако твојата политика е да кажеш дека не знам, ВМРО се националисти и тоа све извадено од една идеја дека нели не го давам името дека не знам дека не се толку пресрекни од идејата дека треба да сменим името, мислам. Господа Чувако, тоа е национализам. Кога и одиш на избори со една таква идеја, има, значи можам да почувствувам дека и тоа нели неменувањето на името на луѓе како тебе, па и мене, тука сме истомисленици,
сме осудени дека ние сме против ЕУ, ние сме против НАТО, бидејќи види го Слободен печат, види го Фокус, види опозицијата. Значи секој оној што опонира на во суштина се извитоперува на еден перверзен начин да направи дека тоа се луѓе кои се против подобрата иднина на Македонија, бидејќи ние немаме иднина ако не влеземе во ЕУ и во НАТО. А кога влегоа европски банки, кога влегоа европски компании, кога се укинаа визите, знаеш, кој го тоа направи. Другиот проблем од идејата е кога идат се гласовите, да речеме, на нели, сингл населението наспроти нели, тие поконзервативните во брак, што ние сме па веќе демографски отидени во една таква дебела крајност на нели, колапс на семејството. Луѓето воопшто ти не можеш да ги придобиеш, да ги убедиш дека во Македонија проблем е преголемиот број на деца или тоа што жената е премногу конзервативна или дека ние сме патриархални, мислам, на вистина треба си, не знам кој ниво на лудак да шеташ тука на портал или на телевизија, дотидеш и да кажеш дека во Македонија патриархатот влада и дека конзервативната влада уште подлабоко не турка во мислам, во Америка, да, дефинитивно има делови од Америка кои што идат во црква, че на вистина има нема колина во моловите, по улиците во недела, меѓу 9 и 12, сите коли се пред црква, огромни паркинзи, огромни цркви на секој чекор. Значи, факт е дека има патриархално, нели, живо патриархално општество. Можам да сватам. Тоа покажува дека тоа голема земја која има капацитет да се носи со такво нешто. Да, можам да сватам дека у некои делови, да речеме, рурална Америка, у некои делови може да зборуваме за, да речеме, опресија кон жената, дека но не можеме да кажеме дека тоа за Македонија. Како можеш тука тоа да го кажеш? Со оваа стапка на прираст или не е ни прираст? Македонија во бела смрт. Дефинитивно. Така да и тука мислам дека и таа идеја која што ја промовираат, мислам дека луѓето ја сваќаат дека е тотално промашена и дека ако општеството отидено во една крајност, отидено е во лево. Треба да се враќа кон десно. Бајден вели, не интересираат, дневник зошто го спомнав, не се доискаже. На насловна страна, Бајден вели, не интересираат разликите, правата на геј популацијата е приоритет за меѓународната политика на Америка. И сега чекај, мислам, демократијата подразбира слободен пазар, предприемаштво, подобар живот. Ние збориме не за подобар живот, ние збориме за геј заедницата. Која, по моје скромно мислење, ако ние бевме така како што не прикажуваат, дека ги тепаме, ги убиваме, ги затвараме, па како со векови обстанува ова општество во многу попатриархално време. Значи, не им држи тезата едноставно. Секогаш имало дека биле и така натаму, се согласувам. И дека во рамките на еден закон кој важи за сите луѓе, дека секој треба да има право за искажување, а не да ги прават како да се посебна раса. Ова на моменти ме потсеќа, дури не ми е вулгарно, ја не знам, црнците како го поднесуваат тоа. Ова залагање за правата на геј заедницата, барем во Америка, како они го презентираат и американските медиуми, е како да се работи за ослободување на црнците од робство. Се обидуваат тоа да го направат. Демократската партија има страшен проблем, бидејќи таа била на погрешната страна за правата на афроамериканците. Они била после граѓанската војна збориш во Америка. Републиканската партија е формирана за да ги ослободи црнците, значи конкретно Абрахам Линколн е основач на Републиканската партија, тоа е нивната прва мисија. Сите црни просветители, нели, водачи на тоа национално движење во граѓанската војна биле на страна на Републиканската партија, но и во 60-тите години Демократската партија, ако видиш каде ги добива гласовите, кои се низини кандидати, тоа е целиот југ. Целиот отпор против ослободувањето на ова втора тура на закони во 60-тите донесени кога им било дозволено да влезат во ресторан, да пијат од иста чешма, да се возат во автобус и школите да се десегрегираат. Значи околу ајде не претерам. Околу 70% од републиканските конгресмени гласаат за и околу 40-50 од демократските. Значи републиканците го изгласале тоа. Демократите биле расистите, демократите биле тие кои што стоеле на патот на правата на црнците. Причината е многу проста. Републиканците се партијата на малиот и средниот бизнес, кои што се еманципирани сами пред се, економски моќни, слободни,
просперираат во услови на слободен пазар, го гледаат како потенцијален муштерија утре, партнер, нели, бизнис деловен партнер. Демократите се партијата на често пати на католички доселеници, работничка класа, луѓе кои што немаат ништо, кои што се во принцип, нели, посиромашни слоеви, се по тешко прифаќаат, нели, и различности какви да се. И синдикатите исто така во голема мерка се на страната на Демократската партија. Ако ти успееш да исклучиш огромен дел од население што претендира да бидат работници, мајстори, поправачи, ова, ако ти ги трнеш нив надвор од пазарот на трудот, синдикатот просперира, дефинитивно левицата во Америка била на страната на расизмот. ККК е нивна партија, на Ал Гор, таткото бил гласал против десегрегацијата. Последниот расист во Сенатот, сенаторот Бърд, беше демократски сенатор, така да исто како што, да речеме, аналогно тука во Македонија, правата на хомосексуалците во Македонија најжестоко се кршени во времето на Југославија, кога тие луѓе биле апсени, носени у полиција по службена должност, криминализирани. А сега се тие нивните најголеми... Значи, парадоксот на нашите, да речеме, хомосексуалци, што еден од... Што е не е битно. Доискажи се. Не е битно како било, битно е кој ќе пишува историјата. Они ќе седнат, ќе напишат историјата, у која што десницата се расисти, десницата се хейтери. А зошто левицата? Дали после падот на комунизмот оние губат идеологијата и бараат некоја нова основа врз која ќе градат идеолошката подложка која им е нивна? Бидејќи републиканците ако си ја држат десната страна, што значи капитализам, предприемаштво, семејни вредности, религиозни слободи и индивидуални права, поединецот на државата, дефинитивно. Од друга страна, на овие не им останува многу освен правата на хомосексуалците, кое може да биде малцинствата. И така, значи преку хомосексуалците правиш игра за нели, сингл населението, по-либерално, нели, културно либерално. То луѓе, на пример, имаме огромен процент население кои што работат у приватен бизнис, по нека логика би требало да гласаат конзервативно, но не се во брак, не е направила тој чекор и едноставно тука левицата ја гледа својата шанса. Другите, нели, традиционални извори на гласови за неа, работниците ги има изгубеност, тие не веруваат во левите политики веќе, администрација и пензионери им остануваат. А истото се случува со СДСМ овдека? Бидејќи гледаме дека таа политика и во Америка не испорачува, најави пораст на оваа опција, која веќе отворено станува левица, социјалистичка и така натаму. Ние ги имаме конкретно кои никогаш не се срамеле да кажат дека се наследници, они и имотот на комунистичката партија, борците се уште се крстат. Не се извинија за голиот ток, за ништо. За голиот ток, стрелањата, никогаш не се извини и така натаму. И ден денес се борат против лустрацијите и така натаму. Нели мислиш дека истата работа и нив ке им се случува овдека што се случува? Распад на системот едноставно. Дали не го препознаваат што е главниот тренд? Што народот сака? Како или насила ќе го менуваат ли? Што види, мојот сон да речеме и тоа ќе биде голямо достигнување за Македонија од 91 до кога и да се деси. Нели, двопартиски систем мора да имаме, нели се разбира, две партии да се контролираат меѓу себе, но двете да бидат пропазарно ориентирани. Значи да се откажат од државната контрола врз економијата, врз стопанството, а при тоа едната може да биде социјално општествена, нели, по-конзервативна, поблиска до црквата, семејството, нели, по-антиабортус и така натаму, другата може да биде општествено социјално по-либертаријански настроена. Тоа би било да речеме идеална добитна комбинација, нешто да речеме слично може би се случува во Полска, слично се случува во Естонија, но многу малце се такви примери во светот, многу се ретки. Се менуваат и уставите, бракот е помеѓу маж и жена, затоа што паѓа наталитетот, исчезнува белата раса, тоа е факт еден, никој не ќе да го збори, нели, бидејќи... И жолтата, Па Кина има една од најлошите демографии у свет. Така. Мораме да идеме со уште една кратка пауза и потоа за најинтересното. Конфликтот помеѓу Хилари Клинтон и Обама и како тој ќе се одрази, што ние ќе почувствуваме, што светот ќе почувствува од таа политика. Одиме со вториот блок.
Повторно во студиото Цветин, конфликтот помеѓу Хилари Клинтон и Обама. Многу е жестоко кога бившиот секретар на државниот секретар јавно ќе каже дека вината за надворешната политика, за лошата надворешна политика, тоа се низините збори во Либија, е виновна администрацијата на Обама. Government is not the solution to our problem. Government is the problem, Роналд Реган. Колку има тежина се ова и колку е овдека маневар затоа што веќе се збори дека она ќе се кандидира за иден председател. Види, ова ако се случи тој конфликт, тоа ќе биде таков еден чин на предавство од страна на Обама кон Хилари, не обратно како што во моментов изгледа. Такво забивање на нож во грб без преседа. Велиш он Обама од него зависи. Обама на Хилари, дефинитивно. Обама има една во моментов една како партиска инфраструктура на ниво на Америка, што ретко се случува. Значи кај нив партиите немаат инфраструктура како кај нас, немаат ни партиски лидер по право. Обама има направена една навистина широка мрежа ОФА, Organizing for Action или Organizing for America, која што во моментов Хилари најотворено на партиски кели кој нас што ги има оние комитети? Па да. На така нешто? Нешто такво. Тоа го немаше порано? Полека личи да речеме на некоја класична европски тип на партија. Инаку до тога што е секоја држава си има своја партија, секој град си има свој оддели, може да се борат меѓу себе, не е никаков проблем да речеме републикански кандидат да предизвика, нели, се собере. Да, јасно. Да го сруши тој што бил да речеме 5 мандата пратеник, да го сруши, да го преземе. Клинтон направи се што можеше, значи се растргна човекот, Бил Клинтон, да го избере Обама. Обама веќе беше на издишан до некаде на последниве избори. Значи ја бев на еден митинг, имав шанса да ги гледам во живо, секоја вечер беше Клинтон беше главната звезда на митинзите на Обама. Значи не може да го скратат, тоа се обиделе да му кажат ќе збориш, не знам, 20 минути, нема шанси. Ги пробиваше сите можни рокови, збореше саат и пол два. Ветуваше, објаснуваше, вицеви кажуваше, шармираше луѓе и навистина не да му помогна вон секоја мерка. И потоа дојде момент во кој што, нели, според една книга која што излезе и еве сега гледаме според начинот на кој што се одвиваат работите, во кој што, нели, биле нешто вечера, неколку пати на голф. Добро. Побарале, нели, Клинтон подсетувал на тоа што нели направил за него, добро, сега треба да вратиш. Обама слаба му се слушало, не дослушувал. На момент, наводно во еден момент, дури рекол дека па и Мишел Обама би била добар кандидат за преседател на следните избори. Што збориш? Кога веќе, значи, во таа книгата која што излезе на Клайн, во детали опишана една вечера во која што тој конфликти се случуваат. Тука веќе имаме сериозен конфликт проблем на интереси. До моментот кога да речеме Обама отворено да речеме додека Клинтон зборува, проверува телефон, нели, се јавува, разговара со некого. Такви. Не можам да го слушам. Не можам да го слушам додека ми зборува како он ме избрал за преседател. Така да на таа помош што династијата Клинтон, кај што исто има своја нели мрежа на донатори, финансиери и така натаму, му укажа на Обама, доколку Хилари биде здрава и доколку нели во состојба да се надпреварува 2016, доколку не ја добија поддршката на Обама, доколку влезат во војна, друг кандидат би бил една па крајно левичарска сенаторка Елизабет Ворен, која што е многу блиска до размислувањето со Обама. Така да доколку дојде до тој конфликт меѓу Ворен и Хилари Клинтон, тоа ќе биде епски судир кај нив во левицата и може навистина да се зборува за... Има ли Америка капацитет сега откако избра црн председател да избере жена председател? Па да, дефинитивно мислам. Everything is possible now. Па да, имаше црн кандидат за председател, но на истите избори имаше жена за подпредседател кандидат. Така да со републиканците има кандидат за председател кој што е 80 вицеви кажуваат кога бил Мекејн на билатерални средби со Тутан Камон и со Цезар, така со број 1, со број 1, да, која се сеќава на сите колку е стар. 903-та беше тука со Бистон. Да, граѓанската војна со британците. Така да жена ќе беше подпредседател. Во секој случај ќе беа или црнец или
преседател или жена подпреседател Но со шанси да биде. после се ова рейтинзите се многу лоши. За Обама е напишано од самите американски медиуми е прогласен за најлош председател во историјата на Соединетите држави. Така, економијата стагнира, десницата е многу се чувствува жестоко повредена, нападната од репресивен, државен механизам, наметнатиот закон кој што не може да го прифати никако. И кој закон за здравствена заштита. Тој законот Обама Кер. Да, кој што ги кочи во бизнис директно, значи секој месец во билансот на бизнисот. Добро, тој се спроведе закон? Делови одложуваат, најлошите делови ги одложија. Деловите кои што ќе ги натераат компаниите да отпуштаат вработени или да најдат од негде пари да им платат здравствено, тој дел го одложи и некој тоа да беше спроведено, навистина ќе беше катастрофа. А кажи ми, тоа вака звучи многу популистички, многу фер, кога ќе го кажеш, и ако се спротиставиш на такво нешто, ти си, не ги сакаш луѓето. Но од друга страна, дали ако дојде до промена на власта, сметаш дека овој закон може и да падне и да се врати оно што... Тешко ќе биде. Републиканците веќе победија 2010-та. И тоа е огромна победа. Добро, тоа знаеме. И не успеа ништо да речеме, има само еден дел од Конгресот, но не успеа да го начнат Обама. И сосема за крај, чувството дека Америка врши притисок да го смениме името за да го реши конфликтот. Значи, можеби најлесниот начин на кој на странците, на Европа, на Америка им се гледа е да ги натераме македонците да го сменат името, бидејќи со грциве тешко се искача на крај. Останува ли тој впечаток? Сметаш ли дека тој притисок ќе продолжи? Беше долго време таму, сега ме интересира. Имаше страшни амбиции од страна на Нуланд, но и тука, да речеме, за Македонија беше повлечена. Таа сакаше нешто да направи, но кога ќе прашавме за Македонија, беше дефанзивна. Јас пак мислам дека тоа е повеќе внатрешно домашно политичко прашање во кое што една карта на која што може да игра опозицијата. Тоа и ти се слагаме. Како они гледаат? Мислам дека нема некој посебно голем интерес. НАТО не се проширува. Нема да трпиме голем притисок или да... Не гледам дека нешто претерано. Добро би било за нас кога би успеале на убав начин да го решиме тоа. Поволен, но во Грција на власт веќе не се ни кријат дека имаат фашистичка партија која што диктира работи во земјата, имаш премиер кој што не ни крие дека сака нас кого да разговараме. Кој што користи кризата во неговата држава која ќе му кажат некој да се обиде да му кажа да попушти, ги изгуби сега изборите за Европскиот парламент, вели ако јас тоа го направам, единствено уште националистите во Северна Грција уште таму може да добие некаква победа. Мене владата ќе ми падне, се заканува падна владата секако до пролет, бидејќи не може да изберат преседател, нешто како и ние што имавме. Кога се американските избори? Сега во ноември американските. Председателски? Не, за Конгресот, за Сенатот и за Конгресот. А председателските се 2016 за додека Грција, владата, да речеме, Самарас би требало да падне некаде до пролет, освен ако не направи некоја сериозна претумбација и ако не измисли нешто сериозно. Какви се твоите амбиции? Имаш една доста така богата кариера. Работеше и кај Велија, потоа работеше во вестникот Време, кој прилично амбициозно тргна, пред да почне да забегува со политиките, неговиот стопан. Ти излезе од таму, работеше како советник на председателот Иванов, дописник на МИА. Колку што мене ми е познато, не се враќаш веќе во Вашингтон, нема да бидеш дописник. Кои се твоите планови? Па немам некој, по моментов сум тука, во Македонија, мислам дека во МИА, така да интересно е се уште. Мислам има уште доста работи во Македонија да се прави на многу полиња. Многу ми се допадна. Да, МИА е навистина врвот, можеби во македонското новинарство, заедно со Дневник, но
Ono što kај тебе лично ми се допадна се колумните. Ретко ги пишуваш, но тоа што ќе го напишеш бара стварно сериозно и предизвикуваше сериозни дебати. Ја ти благодарам, неколку од нив ги објави, сите твои колумни што ги пишуваше ги објави на jadiburek.com. Во колумни можете да ги најдете колумните на Цветин Чилиманов, кои се така напишани да дури и сега да ги реобјавам, се актуелни затоа што не се занимава со дневна политика, а се занимава со орли прашања. Имаш ли намера да продолжиш да пишеш колумни? Ја немам пари да платам колумнисти, ама ако Треба. Сега сум тука, треба повеќе, да. Ветувам. кај мене? Ќе бидам пакади неко. Па не знам, може, зошто да не се продадеш, ти имаш добар овакво некој од веснициве и така натаму и така натаму. Не, јас не знам, погледана емисија и почитан сайт. Да вратам малку. Ти благодарам. Да. Ти благодарам. Жалам што немаме повеќе време да поразговараме. Навистина имаш богато искуство и многу впечатоци, нели, но ова е можеби разговор за уште еден дел. Па се надевам дека наскоро ќе се видиме, бидејќи Жешка есен. Така. Ово стереотипов секоја есен ние. Циклонот Бранко помина се. Го знаеш ли вицот се? Не, кој? За колегата. Не. Вика, со Бранко лесно знам што ќе направи. Ако се викаш Ивица, вика, тој не знаеш кај ќе удри. Не, респект, поздрав до Ботевски. Шега малку. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.